Рековме дека ќе се обидеме да поттикнеме убави, позитивни, празнични вибрации кај вас публиката, иако нели градот и земјата некако тоа за жал се уште не ни го возможуваат, ако едни со други не си поттикнеме убави вибрации, веројатно нема кој друг тоа да го направи. Од друга страна пак приказната за која што ќе зборуваме во продолжение има и хумана нишка и затоа денеска веројатно голем дел од вас веќе си ги накитија своите новогодишни елки. Не е на одмет да ставите и ваков рачно изработен лампион, кој што ако си го купите, парите ќе одат или ќе бидат наменети и донирани за лицата кои што за жал се соочуваат со рак на дојка. Има многу голема приказна во целата оваа приказна која што сакам накусо да ви ја раскажам денеска, но тоа ќе го направам заедно со Анжелика Колева. Анжелика, ти благодарам што ја прифати поканата и што е после толку години повторно во ова студио. Се гледаме во утринската на Телма. Како си преце? Супер, одлично. Дали новогодишната енергија и атмосфера ја чувствуваш, иако нели споменавме градот, за жал се уште не ни го возможува тоа? Да, кај мене секогаш тоа функционира предпразнично, така да баш се радувам на овие празници и убаво ми е кога и изработувам. Кога се сплотува и семејството и пријателите и кога можеме својата креативност, особено ти твојата, како уметник да ја пренасочиш во токму вакви дела. Ајде малку да подраскажеме на гледачите на твоја иницијатива е целата оваа акција која што ја започна уште пред можеби месец дена, можеби ноември е се уште нели рано за голем дел од граѓаните, меѓутоа има и такви кои што навистина сакаат крајот на ноември веќе да си ги накитат своите новогодишни елки. Да им кажеме за што станува збор. Станува збор за хуманитарен дел кој што го работам. Ова ќе оди све како што самата кажа нели за онколошките пациентки со рак на дојка. Судрени сме со недостиг на терапии и принудени да ги купуваме приватно. Така да голем дел од онколошките пациенти и не се во состојба да си приуштат, нели, да можат да си ја купат терапијата, така да гледаме да си помогнеме, нели, сите кои колку што можеме. Мене ми е жал што е тоа така и што мора така да одиме, меѓутоа тоа и мораме така да еден начин на иницијатива за да се овозможат средства. Интересна е целата акција, позадината нели за која што и ве зборуваме, можеби не е така убава, меѓутоа факт е дека недостига поддршка на пациентите. Ти некако се изрази во своје лице зборуваше за онколошките пациенти, затоа што и ти си и јас сум онколошки пациент. Можеби ќе ја споменем и твојата борба, но првенствено да се навратиме на овие прекрасни лампиони. Колку цртањето или навлегувањето во тој креативен свет е всушност за тебе бегство од реалноста и полнење на батерии и едноставно уживање, предпоставувам? Тоа е мојата љубов. Јас го работам тоа што го љубам и нели како што се вели никогаш нема да почувствуваш дека работиш. Да. Така да исполнета сум максимално со тоа што секојдневно нешто нели изработувам и работам и самите знаете. И дома и во мојата галерија и на секаде ми има, така да се давам максимално себе си во тоа и убаво ми е. И уживаш. Да. Каков е фидбекот од луѓето кои што те пратат и по социјалните медиуми и кои што ја дозна оваа акција, со оглед на тоа што нели убаво е да си купите лампион, за тоа треба да ја контактирате Анжелика или во незиното ателје или по социјалните мрежи, затоа што споменавме дека сите средства одат за онколошките пациентки кои што се соочуваат со рак на дојка. Каков е сега за сега интересот и дали веќе некоја сума е донирана? Веќе се донира, значи се собираат средства, така да секојдневно не е нешто премногу да кажам дека има интерес околу тоа. Мислам дека е сето тоа од состојбата нели финансиска. Меѓутоа, од друга страна пак и можеме, дека секој може да си приушти, нема да се напие кафе или да седне или во ресторани и така натаму, може секој да си приушти такво нешто.
Може да биде и подобро. Значи може да биде и подобро. Сум задоволна од фидбекот, меѓутоа пак ќе кажам може да биде и подобро. Добро, еве ова наше гостување впрочем има и таа цел да поттикнеме што поголем број на граѓани да те контактираат на било кој начин си достапна, да им овозможиш им убавина во нивниот дом и на нивната новогодишна елка, да ја поттикнеме таа празнична магија, од друга страна пак да бидат сите хумани и да им помогнат на онколошките пациенти за кои што спомена ти, а и знаеме ние некако изминативе месеци навистина се соочувате со низа проблеми кога станува збор за терапијата. Јас ти предложив да ни донесеш и бои, би сакала и јас колку можам и умеам да нацртам нешто, па може заеднички да си боим и да се забавуваме јас и ти, а некако и да ја подраскажеме твојата приказна, Анжелика, затоа што верувам дека за многумина си инспирација, мотивација. Верувам дека низ годиниве во твојата борба со ракот на дојка си инспирирала и други луѓе кои што можеби не биле храбри да зборуваат за борбата и да ја прифатат истата. Каква беше твојата животна ситуација? Меѓутоа може и да си боиме, може? Како не може да, еве слободно ти може јас и елката. Сакаш елката? Добро, ајде, пошто е цела зелена, ете така. Поедноставна е. Добро, земи си четкичка. Со било која, така сите се... Со било која, да. Нема потреба да се меша бојата со вода. Добро. Што е акрилна. Мојата борба. Значи, јас пред 2 години се оперирав од канцер на дојка. Дали може би моментот на себе прифаќање, дека нели нешто се случува со твоето здравје, може би најтешкиот момент во борбата? Па не. Зависи како гледате нели на тоа. Искрено јас тоа го третирам како една состојба која што ќе помине. Нели дадена е шанса за да се избориме во животот и ние тоа го правиме. Значи секој онколошки пациент се бори, така да и не само онколошки, има и други болести кои што не пратат кроз години, така да борбата е, животот е борба и тоа е тоа. Нема што да нели многу околу тоа да се говори, да се прифаќа едноставно како така и тоа станува дел од животот. Што не значи дека е смртоносно, како што беше допред некоја година, да кажеме. Раната фаза, раното диагностицирање, претпоставувам. Тоа е најважното нешто, кое што би го кажала дека секоја млада жена и девојка тоа треба да го следи со време, од причини што сега старосната граница на заболувањето е поместена точно и има многу млади жени и девојки кои што боледуваат за жал. Така да превенцијата е најбитниот фактор. Пред колку години спомена дека се соочи со таа состојба, со таа диагноза? 2 години. Пред 2 години? 2 години, да. На редовна контрола, што значи дека со ова не можеш да знаеш кога и како може да се случи. Така да тука ќе го оставам. Борбата трае 2 години, сега сум во ремисија. Што значи тоа? Тоа значи дека наредните 5 години од нели сознавањето и операцијата и терапиите и така натаму, откако ќе се завршат, после тоа сме во ремисија каде што си го негуваме здравјето, за да нели немаме рецидив и такви некои работи, затоа и се кажува дека сме нели во ремисија. И се надевам дека нема да дојде до такво нешто, нели? Апсолутно. Да. Колку по прифаќањето на целата твоја состојба најдена како да кажам, дали те контактираа жени кои што ги инспирираше ти со твојата приказна, бидејќи ти јавно зборуваш за сето ова. Претпоставувам дека има жени кои што им е тешко да се соочат нели со борбата, бидејќи сепак е борба и сепак не е така едноставно и лесно.
Колку те контактираат со целите, можеби, охрабрување, мотивација? Па многу често се случува тоа. Значи ние имаме и групи каде што сме, нели, внатрешни групи каде што цело време се консултираме, говориме на тие теми. Сега има жени кои што едноставно не сакаат да говорат на таа тема и тоа е во ред, нели? Тоа е избор, да, тоа е избор, не сме сите исти, нели, нормално. Така да генерално да, ми се јавуваат постојано, во контакт сме, говориме, нели, нормално, тие што сакаат да говорат, прашуваат. Да. Само треба и од страна, веројатно, да го извам. Не цело треба да го обоиш. Ке ми дозволи. Цело треба да го обоиш. Какви бои користиме, Анжелика? За ова користиме акрилни бои. Добро. Гледам дека многу брзо се суши. Да, баш од тие причини. Побрзо се суши, после тоа ги доработувам со контур паста. Тоа се овие. Ги има во повеќе бои. Тоа значи... Кој дел е од, да речам, тука контур пастата? Еве све ова вака. Ова контурите, белото? Контурите, да. Ова овдека што се како лампиончиња, нели, машнички, очите, нели, сите овие шари накнадно што се правени, да, се со контур пастите. Само се надевам дека тоа нема да можеме тука да го прикажеме многу, немаме време, заради тоа што тоа малце подолго време суши и е процес кој што едноставно трае со часови, да. Чинам дека оваа година имаше и изложба. Да. Што се плановите за новата 2023-та, познавајките оние кои што споменав те следат, неуморна си во твојата работа, ова е твоето секојдневие, твоето уживање и навистина уживање вака кога еве јас се препуштив на овој момент. Да, буквално е релаксација, но какви се плановите твои во смисла на тоа што би сакала 2023-та да ти донесе и приватно можеби, но и професионално пред се? Па приватно секако дека си го посакувам здравието да ме служи, да можам да работам, да функционирам, да бидам со фамилијата, нели, нормално, со пријателите и со све останато. Планови сега за сега немам некои конкретни, од причини што во крајот на септември имав изложба, фрагменти од едно постоење, каде што го заокружив оној дел од пред короната, па и короната, нели, и сето тоа што ми се случуваше мене минатите 2 години. Така да тој дел се затвори и кажав веќе и во друга телевизија дека наредно се надевам ќе биде пак некоја изложба од типот да говориме за нешто весело и за нешто убаво, за убавите работи во животот. Мали нешто кои што го прават животот, се сложуваш? Да. Мојата Елка Вики е готова од сите страни. Уште стеблото, не знам зелено дали да го направам? Све зелено, да. Затоа што гледам дека само тие бои ги имаме. Па и јас го правам све зелено, од причини што после тоа еве како што гледате, нели, лепа мелкички, ланчиња, лампиончиња и такви работи, така да и не е толку страшно дали е зелено, дали е Да, колку, Анжелика, овој пратичен период е за тебе дополнителна инспирација? Многу, како и секоја година. Да, секоја година наоѓаш по нешто? Секоја година спремам по нешто. Значи не е тоа, не знам, во големи количини нешта. Обично до сега сум одела за празници кога се, нели, да подарувам нешто и ете така, нели, да израдувам некого. Меѓутоа решивме овој пат тоест јас решив да не подарувам ништо, него малку да и луѓето на некој начин да подарат нешто на другите, нели, што им е вистина потребно.
Им е потребно, да. Да. Лампионите, еве и ова елка која што јас ја изработив. Да, и таа ќе биде изложена на продажба и изложена во просториите на ателието на Анжелика Колева. Навистина ве покануваме да дојдете во што поголем број овие денови, овој предпразничен период, да го посетите незиното ателие, да купите еден ваков лампион. Може да откриеме која цена, претпоставам дека се сите со иста цена или различно? Па има вакви како што е и ова, нели, како сувенирче да може да се користи, тие се по 250 денари, а ова само како лампионче, тие се 200 денари. Многу символична цена, она што споменавме и претходно со Анжелика, навистина можете да одвоите од вашиот секојдневен буџет, да не има безброј трошоци во текот на денот, кои што луѓето може да ги заобиколат и еднаш во неделата или во месецот да го направите тоа, да одвоите буџет, навистина за вас е малку, но за некој друг навистина значи многу. Со оглед на здравствената состојба во нашата земја и со оглед на тоа што навистина пациентите кои што за жал се соочуваат со канцер имаат потешкотија во добивањето на терапијата, која што чини многу, претпоставувам, за еден семеен буџет и за овие кризи кои што ги живееме, кои што претпоставувам представуваат дополнителен товар и стрес за вас. Верувам дека сите можеме да си ја поттикнеме хуманата нишка и да спасиме нечи живот на буквално овој начин. Анжелика, навистина ти посакувам здравје пред се во новата година, да имаме вака убави поводи, да се дружиме, да пренесуваме убава енергија за гледачите и ти посакувам навистина и изложба повторно да се случи, затоа што верувам дека имаш материјал кој што треба да биде изложен и представен за гледачите. Како помина само фрагменти за публиката? Одлично, да, и јас бев изненадана дека помина стварно одлично. Преубава изложба, траеше цела една недела, ја продолживме уште некој ден, заради тоа што интересот беше голем, да, и супер, одлично поминав. Да, исто таква, со многу поголем интензитет ти посакувам и во новата година, само да бидеме нели живи и здрави, за да можеме да твориме и да создаваме дела кои што ќе останат. Јас ти благодарам и за трудот денеска, затоа што ми овозможи и мене да се релаксирам низ работа. И да, ова е навистина буквално релаксација. Да, може да си дојдете кај мене во галерија и ќе си уживате. Ама дали доаѓаат луѓе кај тебе кои што сакаат да пробаат? Да, јас работам и со деца, чисто креативно, значи без никакви надокнади и такви работи. Еве веќе има и најава каде што ќе бидам и гостинка во едно основно училиште каде што ќе работам со трето оделенци сега пред новогодишно. Да ги креираме малку, да, ќе правиме и лампиони, ќе правиме и честитки и така. Така да све тоа убаво, мислам и децата се релаксираат, па дури и возрастни кога сакаат, нели? Како не? Вистински начин да се одбегнем за момент со мислите или истите да ги насочите кон нешто друго. Сите имаме креативноста во себе, само треба да си ја се поттикнеме. Веројатно ќе бидат среќни и тие дечиња и наставници кај кои што ќе појдете наскоро, а веројатно нивните родители ќе бидат израдувани со честитките и лампионите кои што ќе ги изработите. Анжелика, фала ти многу за убавата енергија која што ни ја донесе. Само да потенцирам уште еднаш сите овие лампиони кои што таа ги изработува, меѓу нив и овој мојот скромен придонес. Ти го оставиме. Да, можете да си ги купите и на тој начин пред се да инвестирате или да вложите во нешто, да поддржите домашен бизнис, да поддржите рачна изработка и од друга страна да им помогнете на онколошките пациентки кои што за жал се соочуваат со низа проблеми во нашата земја.